Државата дава, но и ќе зема. Ако два пати одбијат работа, социјалците ја губат помошта, стои во законот. Правото на парична помош ја губат повеќе члените семејства и тоа во случај доколку двајца од нив одбијат да работат, појасни министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Од семејството ќе биде избрано едно лице кое најбрзо може да се подготви за пазарот на труд. На лицето ќе му биде дадена обука, доквалификација или преквалификација и ќе биде подготвено за пазарот на трудот. Потоа ќе му биде понудена работа. Ако првата работа ја одбие, ќе му биде понудена втора. Ако два пати одбие, тогаш одиме на второто лице во семејството, на пример преминуваме на мајката и неа ја подготвуваме за пазарот на трудот со обуки и доквалификации. Доколку и второто лице два пати одбие работа, тогаш ќе се размислува што со децата од тоа семејство, а ќе се премине на укинување на мерката социјална помош. Значи 4 обиди за вклучување на пазарот на трудот пред да се премине на укинување на паричната помош. Најголемиот дел од примателите на социјална помош во регионот се повеќе члени семејства и оваа новина во законот се однесува директно на нив. Мислам дека ќе го прифанам тоа. Да, очигледно е дека поубаво е. Ако работаш и ако да не седаш дома и да земаш социјална помош, мислам дека поубаво и не е само за мене и за сите околу Македонија. Колку време веќе вие примате социјална помош? 5-6 години има. Има, ама на мене ми е намалена 50-50 зимам. Јас ја зимаше 7 и нешто сега моментално зимам 3500. Ама ако најдам работа, мислам дека поубаво е. Од друга страна, за граѓаните кои го полнат буџетот и од чии пари се дава социјалната помош, се категорични. Кој може да работи, не треба да чека на помош од државата. Треба да се укине. Јас од 40 години 12.000 динара пензија земам. Стаж. А он што дома седи и дават му работа, друго да не му дават работа. Тоа е тоа. Значи ако одбијат треба. Ако одбијат треба да не се дава. Динар да не се дава. Значи сакат они да се лежејките леп да јадат. Па треба ако одбива работа. Секој нека работи како тоа. Да тражиш да не работиш, како сме ние работиле. 41 година у фабрика работи и пензија зема. Ке си работат и социјално знае се на кој се дава. Не дај Боже на човек што стварно не може. А што гледам здрави прави зимат, тоа не е уред. Треба да работат. Треба обавезно да работат. Зашто никој не дава без работа. Додуше има што примаат без работа пари. Во моментов во источниот регион има 1700 семејства приматели на социјална помош, со 6600 членови. За сите нив од денес тече рокот за повторно пријавување за продолжување на правото за примање на помош или за бришење од евиденција.